Куманово отсекогаш било град на различности, град каде што луѓето се почитуваат, поддржуваат и градат заедничка иднина. Нашата визија беше и е токму таква општина, промотор на солидарност, еднаквост и социјална инклузија. Денеска остваривме средба со представници на невладината организација Инклузива, како и со представници на Центар за жртви од семејно насилство, на кои ги потврдивме нашите заложби за градење на инклузивна општина, која ќе остане промотор на солидарност, еднаквост и социјална инклузија. Ние се залагаме за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, како и за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Заедно со градоначалникот Максим Димитриевски работиме на инклузија за сите лица и даваме финансиска поддршка на здруженија од овој тип. Општината спроведе и спроведува низ локални активности и мерки за подобрување на општата состојба на граѓаните, и тоа: бесплатен јавен превоз на сите граѓани на сите линии, народна кујна, субвенционирање на трошоци за комунални услуги, обезбедување на помош за домување на стамбено необезбедени лица, еднократна финансиска помош за социјално најзагрозените, обезбедување на социјални услуги преку програмата Општинско корисна работа, социјална инклузија на деца роми во детските градинки, набавка на специјално возило за лица со посебни потреби и многу други. Драги мои сограѓани, инклузивноста е срцевината на едно праведно и хумано општество. Секој граѓанин, без разлика на возраста, полот, етничката припадност или способност, има право на еднаква шанса да учествува во заедницата. Наша обврска како општина е да создадеме услови во кои ќе бидат сите слушнати, поддржани и вклучени. За таа цел предвидуваме создавање услови за целодневен престој за деца со посебни потреби во училиштата, нова спортска сала приспособена за лица со посебни потреби, инклузивен концепт, пристапни веб страници, културни, спортски содржини, јавни простории и услуги без бариери, пристапни рампи и пристапни санитарни јазли во сите училишта, адаптирани тротоари за непречено движење на лица со посебни потреби, звучни семафори на клучни локации во централното градско подрачје, тактилни патики за лица со оштетен вид кон институциите и другите јавни објекти, пристапност во општинските згради, во јавните предпријатија и во градинки, достапни автобуски постојки со рампи, говорни најави и јасни ознаки, вклучување пристапни автобуси со звучни апарати во јавниот превоз, пристапност до културни спортски објекти од јавен интерес, поддршка за центри за социјализација и психолошка поддршка на лица со посебни потреби и за нивните семејства, шелтер и советувалиште за жртви на семејно насилство, поддршка на програма за ресоцијализација за маргинализираните групи на луѓе, бесплатни активности за деца од социјално загрозени семејства, курсеви, спортски активности, екскурзии, продолжување на постојните мерки за социјална заштита кои ги имаше општината досега, општинско корисна работа, ангажман на невработени како асистенти во образование и во грижа за стари лица. И многу други нешта. Нашата цел е јасна: никој да не биде изоставен. Затоа вложуваме во народната кујна и даваме поддршка на лицата со посебни потреби. И имаме програми за младите и создаваме услови каде што секој граѓанин ќе се чувствува достоинствено и прифатено. Уверена сум дека заедно може да изградиме Куманово, кој ќе биде пример за еднаквост и инклузија. Град каде што секој човек, без разлика на својата возраст, професија или припадност, ќе има свое место и своја улога.